Кандидатките за пратеници од коалицијата Можеме за 6-та изборна единица Фаница Николовска и Татјана Лалчевска, заедно со заменик министерката за образование Елизабета Наумовска, вчера го посетија средното стручно општинско училиште Моша Пијаде во Тетово. Ова училиште со одлуката да стане вет центар прераснува во елитен и модерен средношколски училишен центар. Воведуваме квалитет во образовниот процес, формираме здрави и квалитетни кадри за развој на целокупното општество, затоа што можеме и знаеме како, рече Николовска. Фаница Николовска на вчерашната мини-трибина Градиме држава се обрати пред членовите од Сојузот на борци и младинци од Тетово. Таа наведе дека и самата потекнува од семејство на учесник во народно-ослободителната борба, со што уште повеќе ја чувствува одговорноста, пренесена со генерации, и нејзината морална обврска да градиме држава која ќе овозможи еднакви права и можности за сегашните и идните генерации. Ставени пред предизвиците на модерното општество, подеднакво одговорно како младите кои доброволно се приклучиле во НОП, ние треба да го следиме нивниот пример, да застанеме цврсто во поддршка на вистинските вредности, да поставиме нови цели и нови дострели, да градиме држава со модерно и ефикасно здравство, држава со квалитетно образование, држава која на младите ќе им овозможи квалитетен живот, соодветен на нивните врсници од современите европски држави, истакна Николовска. Во текот на вчерашниот ден беше организирана и трибина на која учествуваа група просветни работници од Тетово. Кандидатката за пратеник Татјана Лалчевска при тоа истакна дека приоритет на идната влада предводена од СДСМ е создавање на квалитетно образование достапно за сите. Таа истакна: вложуваме во нашите деца и млади, бидејќи тоа е вложување во нашата иднина. Доброто образование гради слободни граѓани, ја засилува економијата и го зацврстува демократското ткиво. Затоа и тимски можеме и ќе успееме да создадеме поквалитетно образование.